Како што знаете, денеска пред собранието, значи помина првото читање на Законот за употреба на јазиците и движењето БЕСА, нашата парламентарна група, гласаше за, значи, за да помине во понатамошна постапка, значи да оди на второ читање. Ние, значи, уште порано рековме дека ќе го поддржиме овој предлог закон, иако имаме многу забелешки по однос на суштината, по однос на тоа како овој предлог закон го уредува прашањето или службената употреба на албанскиот јазик. Значи, уште порано рековме дека со овој предлог закон не се официализира албанскиот јазик како втор официјален јазик во Република Македонија, него едноставно споредбено со законот од 2008 година, кој на некој начин воопшто и не го регулираше прашањето или официализирањето на албанскиот јазик, значи едно авансирање, унапредување на употребата на албанскиот јазик во државните институции во Република Македонија. Ние во понатамошната постапка, значи во второ читање, ќе имаме своји интервенции, значи се знае по амандмани, во однос на оние членови на овој предлог закон, во насока на тоа овој закон да го добие таа суштина што ние сметаме дека треба да го има, за да биде навистина тоа што е потреба на албанците во Република Македонија, на политичките партии, на движењето БЕСА, албанскиот јазик да стане официјален јазик како втор службен јазик во Република Македонија. Значи, нашата интервенција нема да биде во целиот закон, ќе биде само во оние членови или тие одредби на предлог законот што ние сметаме дека се субстанцијални, се значајни во насока на официјализирање на албанскиот јазик. Кога ќе го имаме предлог законот или материјалот, ќе видиме, ќе го разгледаме, ние сметаме дека се што е согласно законот и за пратениците, како и сите граѓани, треба да важи за сите. Значи, пратениците не треба да бидат ништо надвор од сите тие права што ги имаат граѓаните или други вработени во други институции, секако дека и пратениците сите тие права треба да ги уживаат. Ве молам уште еднаш. Апсолутно реков, тоа што е стандард во работата на Собранието на Република Македонија, тоа компаративно што е стандард во другите земји за пратениците, тоа треба да важи и за кај нас. Немаме ништо против ако нешто имаат повеќе пратениците од другите земји, споредно во регионот и во многу други западни земји кои секогаш ние се повикуваме, ако имаме нешто ние повеќе од другите пратеници, секако треба да се разгледа тоа прашање и во собранието да се носат соодветни законски решенија. Секако во еден транспарентен начин, каде што вие, како новинари, јавноста ќе бидете вклучени во тоа. Апсолутно. Апсолутно. Ние сме гласани. Ја реков, тоа што е законско решение, тоа што е во една отворена, транспарентна расправа во Собранието на Република Македонија, во јавноста, ние како пратеници тоа ќе го прифатиме. Ќе бидеме дел од тоа во насока да имаме што подобри решенија кои ќе бидат во корист и на пратениците и на Собранието, но секако првенствено на тие што не гласаат, а тоа се граѓаните.